Освен ковидот и војната во Украина, дополнителен огромен удар врз прилепската градежна индустрија представува и неиздавањето на градежни дозволи. Градежниците велат дека напрсти се броели издадените градежни дозволи во Прилеп во последните 5 години, што било крајно поразително. Поради тоа, инвеститорите ја напуштале општината и заминувале таму каде има подобри услови, а граѓаните поради неможноста да добијат дозвола за градба, започнувале да градат на диво. По некои наши податоци, едноцифрена е бројката во последните 5 години на издавање на одобрение по некои градежно-технички документации и проекти во страна на локалната самоуправа во Прилеп. Тоа е поразителен податок. А она што по нешто се работи, мораме да признаеме дека се е тоа без одобрение и без уредно подпишана и заверена градежно-техничка документација. Едноставно луѓето се приморани на диво да работат. Според познавачите на приликите, проблем за ова било тоа што имало кадровска недоекипираност во општината, но и стравот на вработените дека ќе се добие кривична пријава за секоја издадена дозвола. Нешто што особено го имало во последните неколку години. Бидејќи знаеме во претходниот период што се случуваше за секоја работа, му следува кривична пријава и сослушување во надлежните органи. Без разлика дали има повод или нема повод. Тоа е една од големите причини, верувајте ми. Огромен проблем за издавањето на градежни дозволи била и законската регулатива, која што требало да претрпе измени доколку сакаме развој. Реформите во Законов за просторно и урбанистичко планирање и покрај законската регулатива која е во последниве десетина години изменета не знам колку пати, се изменува и се прави се посложена и се понедостапна и се побавна за спроведување. И тоа зачинето со човек фактор од претходниве причини станува невозможна мисија, односно од помаките за да се издаде одобрение за градба, а да не правиме муавет за просторното планирање и урбанистичкото планирање. Сериозно помош било од централата, од државно ниво, било овде од локалната самоуправа, ние викаме времето е пари. Јас ако ви кажам дека имаме поднесено проекти со направена градежно-техничка документација, земјиште наше кое што сме инвестирале веќе огромни суми на средства, не можеме да дојдеме до градежно-техничка, до одобрение за таа градежно-техничка, по 2 години и повеќе. Тоа е страшно. Градежниот сектор бара итна помош за ваквата ситуација и од централната и од локалната власт.